За 7 дена ќе се изготви план за враќање на ефтината струја. Ова е заклучок од владината седница на која е разгледана и усвоена информацијата во врска со воведување ефтина дневна тарифа на електрична енергија за домакинствата. Според препораките, регулаторна треба веднаш да одржи работен состанок со представници на ЕВН, Министерството за економија и кабинетот на Аѓушев и во рок од 7 дена да подготви анализа за повторно воведување на дневната ефтина тарифа на електрична енергија за домакинствата, како и измена на тарифниот систем за продажба на електричната енергија на домакинствата и малите потрошувачи. Ова коинцидира со најавите на премиерот Заев од пред некој ден за враќање на ефтината дневна тарифа за сите граѓани. Енергетската европска заедница дава широка можност. Ние ќе се придржуваме до тие правила и ефтината тарифа ќе биде вратена. Секако тоа ќе биде единствено возможно преку заштеди кои што имаме намера да ги направиме пред се преку производството на електричната енергија. Во моментов цената за киловат час електрична енергија за домакинствата за едно тарифно мерење чини 4,45 денари. Оние со двотарифно мерење плаќаат висока тарифа или така наречена скапа струја од 5,54 денари за киловат час, додека ниската тарифа, односно така наречената ефтина струја, чини 2,78 киловат час, но истата се користи само од 22 до 07 часот. Враќањето на ефтината тарифа и преку ден значи можност за плаќање на пониска тарифа во период кој веројатно ќе изнесува 3 часови. Стартнот на постапката за враќање на ефтината струја очекувано најмногу ги израдува пензионерите. Треба, тоа е, значи, како и порано време што беше. За нас пензионерите придобивката тоа, што повеќе ќе готвиме, викам кој е за тоа. Ако успеа да ја хранат, добро ќе биде. Ќе има помали сметки. Постапката треба да се одвива бргу, а според очекувањата ефтината дневна струја најрано би требало да се врати во октомври.